Evo, prije nego što čujemo ovo zbog čega smo svi tu došli, naše odluke, ja bih samo zamolio opet 1 minutu vremena da se zahvalim u ime žirija i u svoje ime građankama i građanima grada Prilepa na zaista divnom gostoprimstvu ovih dana, na tome što su dvorane uvijek bile pune svaku večer, da se zahvalim mojoj dugogodišnjoj kolegici, suradnici, mogu reći prijateljici Ani, na pozivu i prilici da budem ovdje. Ja sam Snežku znao kao umjetnicu sa scene, sa filma, ali sam imao sad priliku da je upoznam i privatno i to mi je veliki poklon, moram reći, da jednu takvu osobu imam za novu prijateljicu. Bilo je ugodno, lijepo i mogu reći zadovoljstvo raditi u tom sastavu žirija i uz organizaciju, hvala Angeli, i svim volonterima, uz dobru Andreji, uz dobru organizaciju festivala, nismo imali nikakvih problema, cijelo vrijeme, naprotiv, bilo nam je jako lijepo i ugodno. A sad ću zamoliti Snješku da kaže ono što nas sve najviše zanima, to su naše odluke, donesene sinoć, ne u kasno doba noći, zato što smo svaki dan radili i relativno smo, zapravo ne relativno, jednostavno smo došli do jednoglasnih rezultata. Јас ќе ви одземам повеќе од 1 минута, веројатно. Сите се извинуваме за одземањето минути, но вие доволно времени одзедовте гледајќи ги представите, селектирани од нашиот уметнички раководител, директор на фестивалот Ана Стојановска, така што издржавме да седиме преку 2 часа на одредена представа. Сега се чувствувам дека отворам некое национално богатство. Не бидете така намрштени. Не знам што сме одлучили. Добро. Малку да релаксираме, бидејќи средбата со белограѓаните беше онака смешна кога говорам, во расположение убаво насмејано, а сега ве гледам некако здрвени сите, нам доросани шо викаме ние и така натаму. Ајде, читај Снежка, не говори многу. Одлука. Жири комисијата на 60-тите Македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински, Прилеп во состав председател Снежана Коневски Руси и членовите Дарко Лукич и Аида Буквич ги доделува следниве награди. Награда за рекламен материјал не се доделува. Награда за кореографија и сценски движења не се доделува. Награда за музика насловена Филип Стевановски се доделува на Ирена Поповиќ Драговиќ за музиката во представата Страф и надеж во изведба на Националниот македонски народен театар. Награда за костимографија се доделува на Марија Папучевска за костимите на представата Црнила во изведба на ансамблот на Народниот театар Војдан Чернодрински Прилеп. Награда за сценографија се доделува на Валентин Светозарев за сценографија во представата Црнила во изведба на Народниот театар Војдан Чернодрински Прилеп. Еден аплауз за овие многу да разбираме. Сега малку ќе продолжам, сега сум и јас порасположена. Награда за современа сценска драматизација и адаптација не се доделува. Сега е нерасположена Ана и останатите автори. Награда за современ драмски текст не се доделува. Уште поразочарана. Ајде, сега млади актери. Да знаете дека другите републики, нели бивши југословенски, секогаш имаат еден одреден праг на младоста и возраста и староста, но ние веројатно ќе може и да промениме следните години фестивалов, да не биде до 35, можеби ќе биде и помалку, ќе видиме искуството како е во другите држави. Награда за млад актер Трајко Чоревски се доделува на Јеткин Сезиер за улогата на Амадеус. Знаете, представата е Амадеус во изведба на Турскиот театар Скопје. Награда за млада актерка се доделува на Сара Спирковска.
знаете, таа веќе има таква слична награда, но таа и натаму останува млада. Ова Снежка веќе во 8-та декада ја фаќа и вели уште сум млада за да играм. Се пикам, се вика таа, нели? Награда за млада актерка, добра, за женска епизодна улога се доделува на Билјана Драгичевиќ Пројковска за улогата на Марија во представата Мачкина глава. Награда за машка епизодна улога, насловена Димче Трајковски, се доделува на Александар Степанулеску за улогата на Симон. Како што пишува, така читам. Награда за главна женска улога, сепак и вие како публика видовте дека немавме доволно главни женски улоги, но успеавме некако да извлечеме нешто и да прочитам дека награда за главна женска улога се доделува на Сладжана Војошевиќ за улогата на Потанка. Награда за главна машка улога насловена Кирил Ристовски се доделува на Димитар Ѓорѓиевски. Награда за режија Дејан Пројковски за режијата на представата Црнила. Дојдов до 15-тото, значи при крај, добро е. Награда за уметничко остварување на представата во целина се доделува на ансамблот на Националната установа Македонски народен театар за уметничко остварување во представата Страф и надеж според Франц Савиер Крец. Вистински потписи, сертификат. Ви благодарам за вниманието. Повели Сребра. Зашто имаше повеќе награди кои што не се доделени? Недостиг имаше или на што се должи тоа? Ги гледавте сите представи? Не, така? сакам затоа не ги гледав сите, но затоа прашувам да знаеме точно што да пишеме. Сребра ќе ви објасни. Бидејќи не сте ги гледале сите, не можеме да разговараме како Не, што треба. како жири, вие како гледате на тоа? Значи, дали во некоја криза ни се наоѓа во театар, Да. тоа ми е поентата. Да, говорите, ти сакав Дарко да ви се обрати, да Добре. објасни. Pa, evo, nažalost, nagradu za dramski tekst savremeni nismo mogli dodijeliti. Repertoar je bio takav kakav je bio u sezoni, nacionalnoj sezoni, nije bilo savremenih makedonskih dramskih tekstova. Tako da ih ni selektorka nije mogla uvrstiti. Naravno, bio je fantastičan tekst Črnilo, ali to nije savremeni makedonski tekst. I meni je to najviše žao, zapravo, jer mislim da je smisao festivala da radi promociju makedonske drame, jezika, kulture, tradicije i da bi možda, evo ako smijem nešto sugerirati, u repertoarima teatara trebalo razmisliti da bude tih mladih pisaca, savremenih makedonskih pisaca puno više. Da se onda i na festivalu to može dodijeliti. Isto za dramatizaciju i adaptaciju nismo imali ni jedan jako autorski, kreativan rad koji bismo mogli izdvojiti. А јас можам да додадам дека ако бевте сведоци на проектот Драмолетање, кој што и минатата година беше, годинава со мали работилници и со презентација, вие веќе правите помак напред во однос на одбирање на драмски дела од македонски автори и јас запознав не еден автор, ами веќе неколку автори, овој пат селектирани тројца автори, кои што веројатно ќе имаме можност и да ги видиме на сцена, во зависност од тоа кој режисер ќе го допре, се вели тоа делото или ќе најде свој концепт. Извини. Нема проблем. Може ли да ни дадете 2-3 реченици, еден вид образложение, што беше тоа што презентира оваа представа? Страф и надеж, да. Најдобрата на фестивал. Да. Таа Една мала експликација за Страф и вашата надеж. одлука за Страф и надеж. Јас нема да раскажувам, бидејќи имам искуство од минатите фестивалски денови, каде што тие презентации и образложенија траат
Не една минута, ами траат многу повеќе и не би сакала вашето време за тоа да го злоупотребувам или искористувам едноставно. Како вистински актери, да кажам, или баш бројни уметници од оваа фела, секој си има свој однос кон одреден, што викам, профил или формат на одредена представа. Така што комплетна представа за мене е таа, затоа така и сум се изјаснила. Бидејќи имате, дури не можевме ни награда за млад актер или не знам која друга улога, бидејќи сите се во проектот заедно. Заедно со се музичарите, со се актерите, без оглед на квалитетот на едни или други, но тоа е целокупен процес и едноставно гледате целокупна представа. Имавте во текот на представите, во текот на изведбите, различни изведби. Јас веќе како традиционалист или конзервативец можам да кажам дека со некои представи можеби не се согласувам, но имам око и уво да видам што е тоа што ме допира или го допира секој член од публиката и едноставно за тоа се определуваш и го делуваш од другите. Možda ćeš ti nešto dopuniti. Da, kad smo odlučivali o cijelini predstave, onda smo gledali zaista kompaktnost svih segmenata koji sudjeluju u jednom projektu. Veličinu ansambla, izbor repertoarnog teksta, odnos režije prema elementima predstave, uklopljenost kostimografije i scenografije u koncept predstave, sve te elemente zajedno kad smo složili, zapravo je ova predstava Nacionalne kuće bila onako najupečetljivija. Да додадам, покрај себе имав 2 деца. Морам да кажам, открив која година се и сватив дека јас сум им мајка. И бидејќи нели мајката е најстара, таа има стари сваќања и познавања, затоа оставам децата да раскажат малку во новата форма за новиот театар. Благодарам.